ми го запричиш, ти мене петлево. Сршане. Откај е мадрасното? Од оно и... Абе, не кажа тебе. А за кај? Пак за там. Шо ми го донесе, му да му стакувте? Чавката да не му има избегано? Аха, со секонец. Го донесо бредонке да оподориш малку, да заздрави не гледаш како е блед. Ти на сестра ти да го носиш да го подојди. Крмак еден. Знаеш што ти на нашинци не давам? Оти мори донке да не даш на нашинци, па ќе го подориш мори малку заатер, па ќе видиш прав патриотка, бре. Е, бате патриотите, бате. Сите сакате за джабе. Не баре долна вам е вакавска. Ајде, легој. Не шегувам корито. Сакам да го префрлиш кај себе. Добре, им дојде најша сцена и за Билјана Белишенец Алексич, најдобрата актерка за 2006 година според нас. Благодарам. Би бил повторно со истиот тренд, одлична улога направена, но овој па беше подпомогната со твојот глас, така што одлично изгледаше парчето каде што пееш. Благодарам. Ја во оваа представа играм епизодна улога, значи имам само една сцена. Меѓутоа успеав да издействувам таа сцена некако да си ја проширам, затоа што уште првиот момент кога го добив текстот и кога прочитав практично што играм, во истиот момент знаев дека ќе извртам ситуацијата од другата страна и една донка македонка на македонскиот фронт, дека ќе ја понудам од моја агол ја како што ја доживувам, со тоа што инсистирав на исто со Сенко, вели на соглавниот актер, моето присуство таква каква што бев во сцената да си го оправдам со еден македонски ангел, каде што ја пеам нашата македонска песна Мина в гората. Јас знаев дека ти пееш и од глумците пеат, но не знаев дека имаш толку специфичен глас да песната етно мелодија да излезе толку добро. Јас ќе бидам искрена, имав навистина проблем, да речеме интензивно последниве 20 на дена, значи во мојата кола интензивно ја слушам песната. Горан, композиторот, значи ја одбра таа. И ја никако не можев да соберам храброст на некој од пробите да го пуштам гласот, да ја отпеам. Се чувствував малку фрустрирана од Горан, затоа што Горан е Горан. Мислам, нели, начинот на кој он ги изведува, посебно македонските стари песни изворни. И Сенко ме охрабри, нему му се бендиса. Тоа најмногу, значи тоа ми беше најмеродавното. Дури ми рече, вика, му даде една рустикална патина, вика, во изведбата и апсолутно, вика, стои тоа што го правиш. Така да не знаев дека ќе побуди ваква реакција, со оглед на тоа што во представата се пее бугарска, италијанска песна, ред беше една наша македонска да се чуе. Кога се слушна како ја испее песната и кога со тоа и заврши твојата представа, да речам, вечерва, да.
Како ти беше, што чувствуваше, како се чувствуваше самата себе си, дали си беше горда на себе? Најискрено баш и на колегите, колешките позади сцената им го говорев. Јас нема воопшто трема додека течеше сцената каде што говорам текст. Во моментот кога се појавувам каде што треба да отпеам, срцето ми се стегна ко на пиле. Меѓутоа се излезе како што треба. Ти благодарам, Биби, за сите овои моменти што ни ги даваш во театарот. Ви благодарам и вам за тоа што секој пат не удостојуваат. Денеска покажа дека освен за играње, освен за глумење, освен за свирење на клавир што ги видовме во изминатите твои изведби, дека се одлична и пеачка. Не, денеска се обидував да покажам дека нема големи и мали улоги. Тоа си го покажала и друг пат. Дека и во една епизодна улога сакав да се потрудам да оставам впечаток. Добро, јас те нареков македонската Мирил Стрип, со тоа кажува се. Ти благодарам за учеството во магична сцена. Само со еден маш. Само со еден. Ама ништо не е тоа, само со еден и пред да ја загубиш. Не, готово е со мене. Мојата судбина е манастир, студен манастир, каде веги ќе свијам кораво и лице ќе пожолти, а јас на они дуатун ќе нижам монополи манастир и ќе се бишувам, до крајот на животот, каде се очистам. Оки не гонда, ако нешто ти значам представите во срцево ми го хибиш. Златен мој, и ова не е тоа е студио. И Европа е студио, и Америка е студио. Се е студио, се. Престани да ме мактар, ки не гонда. Ја сакаш вистина? Цела! Еве ти ја. Не! О, драка, ова требаше да биде мега еротски филм. Кандид, во ова судова земја мора нешто да се живе, а не невината работа се меките еротски филмови. Во нив двајца Златен, кога водат љубов, тие не се ни бакнуваат, така боли нешто повише. Тие од пола надолу не се соблегуваат, само се кријат. Кандиде. Не разумници. Дај. Моли, мамо, моли. Офмори, мамо, по наш терапи. Дал да одам, мила мамо, дал. Дал да одам, мила мамо, дал да уотора. Дал да одам, мила мамо, дал да уотора. Не отварај ми лакото, вечера нема. Добре дојдовте во уште една магична сцена. Се јавуваме од Драмскиот театар, каде што ја проследивме премиерата на Демоното де Вармало, по текст на Горан Стефановски во режија на Слободан Унковски. Со одлична актерска екипа. Морам да кажам дека звезда на вечерта беше Билјана Величанец Алексич, иако бевте сите како целина предобри. Добивте оценка, ако се дава оценка од секој од публиката кој што излегуваше, највисока оценка, сите вика браво, овации на крај на представата. Како се чувствуваше, Билјана, ти кога ги слушаше аплаузите во текот на представата и на крај кога аплаузот траеше околу 10 минути? Нормално, прекрасно е чувството. Мислам, може би ќе прозвучи патетично, секогаш било убаво. Меѓутоа, вечерва ми беше посебно убаво. Прво, затоа што по случај на околности, ете така, станав дел од оваа екипа, иако јас не бев од почеток на процесот на оваа представа. Второ, затоа што животен сон ми било, ете, да заиграм во некоја представа кај професорот Унковски. Некако ми било навистина престиж и ми се случи исто така, случајно. Меѓутоа, истовремено многу голема одговорност, затоа што јас 12 години се бавам професионално со актерството и 12 години и по фоајеа, и по бифеа, и за одредени свечености сум слушала за тандемот Стефановски-Унковски.
посебно од колешките од постарата генерација кои раскажувале со некој севдах во очите, со некоја милина, посебно за работата со професорот Унковски како режисер. И навистина тоа е благодет. Навистина е благодет. Неверојатно е цел процес да помине без ни еден повишен тон. Неверојатно е цел процес да помине без трошка нервоза. Неверојатно е да помине цел процес каде што актерот е на прво место, чувството на актерот е на прво место и актерот е уважен за време на процес на работа и негуван. Јас навистина, тоа не е само моje мислење, неколку колеги во представава Севте работиме со професорот и навистина сега ги разбирам колегите и колешките зошто кога говорат се топат. Буквално се топеа. И ми се чини дека сплетно околности се наместија така коцките во право место, во право време на право место. Ми се случи Мара од демонот од Дебармал. Шо? Како колам? Како колам? Работам брзо. Дојде се топ. Само за коце. Маро. Весело. Маро, брунка, Маро. Мамо, немој. Ане. Била зојасна, па се не најава, па се не напила. Шеста вечера, шеста Пекари јалови. Четири однака лежа, три кокошки печени, 2 милетни гала. 2 милетна галава. А една море. Уче да те лајки, рекох. Земи мене, бе, коце за жена, шо? Земи мене за жена. Ки ти сукам јоки. Ки ти векам ставим секој ден, чорба ки ти правим, чорба ки ти варим секој ден. Земи мене да заминјаме некаде за 7 години, 7 години. Се чувам мене. Бибе, колку мислиш дека е пресудна улогата за еден актер да ја одигра убаво ако е добар актер? Или па да кажам колку е пресудно да е добар актер па да одигра било каква улога добро? Ова второто е пресудно, затоа што покрај тоа што се во ова е уметност, ова е занает. Ми се случувало и мене, да речеме, да добијам улога каде што можеби не се гледам себе си како сенс, како карактер, како нерв. Меѓутоа во тој случај на тие улоги сум пристапувала по занатски пат и сум си ги решавала помалку повеќе успешно. Значи сум си го држала нивото, сум се трудела да не одам под сопственото ниво. Ти благодарам, Бибе, и ти го Ти сакам благодарам уште многу на убавите зборови. Јас ќе ја повикам публиката од вторник натака веќе тече демонот од Дебармало на редовен репертоар. Мислам дека е фатена двојна линија. Мислам дека
има интерес и за онаа средна постара генерација, а секако и за помладите. Представата зборува токму за овие денови што Бога ми 24 сата не мори, не само во градов, туку воопшто во државава. И многу сликовите ги одглумивте, ги направивте да изгледат баш како да сме надвор негде, а не во театар. Ти благодарам многу уште еднаш. Ако еднаш кажеш те сакам, тогаш е вистина. А ако кажеш те сакам, многу те сакам, леле колку те сакам, тоа е лага. Сценско правило. А од каде знаеш ти за сценски правила? Сум ги прочитала. Каде? А што е важно каде? Читам. Па ги кажа како да си ги изговорила на сцена. Сум ги изговорила. Си биле две пиленца. И ти, синко, сам си видел кај по полето севес ден си летаат и си пеат. Едното си пеит сиве, а другото си пеит чуле. Овие две пиленца, синко, сиљане, да ми ти бидат некоја си брата и сестра. Ама биле многу лоши, разлани. Татко и мајка ичне ризале. Зер татко им бил многу луд, та и мајка им да многу често и беа колнале. Зер се погодил на темаго некој лош сад, кога мајка им ги беше колнела баш вака. Синко сиве, и ти керко чуле, пилци да се сторите и од куќава наша в поле да одлетате. Да куртулија од вас да видиме. И навистина, синко, се беа пилци сториле. Севес ден по полето си беа летале, по трњето, по глоѓето се беа парале, еден до друг си стоеле, ама не можеле да се видат, да се најдат. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. На улиците на Богота може да се видат најразлични превозни средства, од точаци до некои камиони што сме ги гледале само во стари филмови. Но сепак, најчесто превозно средство во Богота се такси возилата, кои не се скапи и се достапни за секој странец што ја посетува Богота. Но за наша сигурност ги користевме такси возилата кои ни ги препорачуваа од хотелот или од театарот. Времето во Богота сепак не беше толку лошо колку што очекувавме. Освен на 12 април, кога врнеа поројни дождови и кога улиците се претворија во реки, но по престанувањето на дождот, како со магично стапче, водата да исчезна, останатите денови беше пријатно време за шетање низ Богота. Нашите актерки немаа многу време да ја разгледат Богота, но затоа блескаа на сцената.
Еве како Билјана Величанец Алексич се прилагоди на климата и како ја виде представата Домот на Бернарда Алба. Признай дека најдоброто што од секогаш си го имала се твојата мерка и деликатност. За среќа најмногу излезам од овој пекол. Може би и нема. Епа подобро вреќе со пари отколку коси злати. Колумбија имаме во магична сцена и Билјана Величанец Алексич, една од 5 сестри, ќерки на Бернарда Алба, она најстарата, која што треба да се мажи. Здраво ви, добре дојде во магична сцена. Добро ве најдов. Како си? Супер. Убаво се чувствуваш во Колумбија? Не, веќе уморно. Да, инаку возбуден. Така. Како ти се допадна представата овдека во Колумбија? Па, со оглед на тоа што представата поради X причини беше еден извесен период замрзната во драмски театар. Меѓутоа, уште пред подготовките за Охридско лето, мислам дека ние успеавме уште тогаш да направиме здрава конструкција на представата од актерска гледна точка, така што воопшто не беше проблем за кратко време представата да ја обновиме и да тоа ние многу успешно го презентираме овде во Колумбија 5 пати, во Богота. Мислам дека вие го имате регистрирано со вашата камера тоа како сето изгледаше и какви беа реакциите од страна на публиката. И мислам дека може би ние не бевме свесни со што одиме, а тоа, не знам, најверојатно по дефолт се случува да дома не си ги препознаваме добрите представи и може би ни треба некогаш некоја дистанца, не знам, да отпатуваме некаде па да видиме како туѓата публика би реагирала или туѓата критика. Јас имам и со други представи такво искуство, за да заклучиме од прилика дека може би не се посветило доволно внимание додека сме го имале производот дома. Имаше ли трема пред првата представа? Пред првата представа, да. Мислам, она креативна трема пред секоја представа е логично да се има. Ете, вчера дури имавме и 2 представи во еден термин, да речеме првата представа беше во еден термин кој не е соодветен, да кажеме, за нашиот актерски биоритам во 3 часот на пладне, а другата беше во 8 и независно од тоа што една по друга се игра представите, таа креативна трема е присутна пред секоја представа. Како и да е, моето лично чувство за представата, зборувам за посебно за нас 5 сестри и мајката. Мислам дека ние се обидовме тоа уште во подготовките со Горчин некако да наметнеме едно заедничко темпо на дишење на сцена. И мислам дека тоа, како што се почувствува во Охрид, барем ние на сцена актерките си го почувствувавме, овдека многу повеќе тоа дојде до израз. Може би затоа што сме на оддалеченост од 9-10.000 километри од дома. Да, меѓутоа мислам дека некој пати не е доволна толкава дистанца за да сватиме што сме направиле. Имав прилика да добиам информации од кој тип на фестивал е ова, дека е од светски размери, доаѓаат од сите страни на светот, освен од Македонија, од Балканот беа хрвати, словенци, срби, црногорци, значи имаше руси, маđари, имаше јапонци, имаше германци, од сите страни на светот. Фестивалот не знам точно колку дена трае, меѓутоа со оглед на тоа што има 4 термина во денот и се игра во истите 4 термини на повеќе стејџа, значи на повеќе сцени и на повеќе театри низ Богота, тоа е показател дека се работи за навистина фестивалот светски рамки. И мислам дека јас се надевам дека може би ова малку ќе не подзамисли во однос на Бернарда Алба, конкретно представата, дали сега треба да веќе да ја задржиме на репертоар, бидејќи беше под прашалник. Мислам дека во CV-то на оваа представа фактот дека сме биле на еден ваков фестивал го подига рейтингот на представата. И мислам дека доколку би се обиделе да конкурираме и на некои други фестивали од светски рамки,
ова е една од девизите со кој полесно ќе се помине. Јас си посакувам на представата да живее и во Скопје и да оди и на други фестивали, затоа што стварно е многу добра представа. Ме интересира дали успеа да се запознаеш со некои од твоите колеги од другите земји. За жал, вие бевте сведоци колку ни беше набиено темпото во однос на изведбите на представите. Ние буквално секој ден имавме представи. Меѓувремено времето го користевме малку да прошетаме по улиците на Богота, да видиме некои од знаменитостите, да се обидеме да ја вкусиме нивната храна, да се обидеме, не знам, да го почувствуваме нивниот ритам на музика. Факт е дека исто лично можеби, а и со колешките си разменивме мислења, на све си спретумба прво затоа што сменивме часовна зона. Факт е исто дека се наоѓаме на голема надморска височина и тоа изгледа игра улога во однос на биоритмот, на крајот на криштата воздухот е поинаков кој го дишаме. Така да сена се многу позитивно искуство. Мене ми е криво дека кратко беше времето. Имав прилика да слушнам вчера дека другите трупи кои гостувале на овој фестивал 4-5 дена биле понапред викнати од првата представа за да можат да се аклиматизираат, значи, на висината, на воздухот, за да можат да действуваат на сцена. Како беше тоа кратко како време, што да, и обично бива кај нас, да, тоа е вообичаено, да. Сето тоа ќе се заборави, битно е дека впечатокот што го ставивте тука е одличен и се надевам дека и друг пат ќе се гледаме со истава представа на други фестивали. Јас се надевам дека ќе биде така и се надевам дека доволно материјал вие собравте за да може да презентирате на македонската јавност што се нам ни се случуваше овде во позитивна смисла нормално и да го допрете на извесен начин до македонските критичари за да видат и нормално меѓутоа и на македонските критичари за да видат всушност која е сериозноста на оваа представа. А ти не труди се да откриеш, не прашувај го. И она што е најважно, не дозволи да те види расплака. Требало да сум задоволна. Ама не сум. Sit there, count your fingers. What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel, and you're through. Oh, I
it right back down. I want you to count, ooh, count your fingers on my unhappy, my unlucky, and my little, oh, girl blue. I know you're